Следен наш излагач е почитуваната професорка доктор Иванка Василевска, која ќе зборува на тема Македонската револуционерна организација и действувањето на Гоце Делчев. Това најавам пауза 10 минути и ќе имаме уште толку реферати. Повелете, професор. Благодарам, професор Лазарев, почитуван професор, почитуван професор Миновски, почитувани драги професори и мои колеги, почитуван Ливчо Димовски, Ваши екселенции, дами и господа. После овие претходни излагања на уважените професори, навистина ми представува голема одговорност да не навлезаме во повторување на емоциите кои што сите ги споделуваме, бидејќи вистината е дека денес када се биде македонец во Република Македонија е срам и некако сиот овој етноцид кој систематски ни се применува во нашиот повторно во нашиот историски циклус укажува на тоа дека колку сме, толку сме, токму сме, но мора и да работиме на нашето национално обединување, да ги оставиме предрасудите кои не кочат и да најдеме платформа врз основа на која ќе можеме да ги избоиме главните идни потези на македонскиот народ за зачувување на македонската национална држава и да обезбедиме секако иднина за идните поколенија. Со голема возбуда ја примив поканата да учествувам на овој респектибилен научен собир и размислував, бидејќи овде се наоѓа плејадата на историчари кои итекако го представуваат бедемот од кој што учевме ние како помлади генерации. И си реков, може би не е лошо да направиме една ретроспектива и да размислиме, тоест да се подсетиме кои се главните елементи на животот и действувањето на Гоце Делчев, врз основа на кои треба преку ова повторување, како што веќе реков, да направиме една нова свежина, да се надахнеме со малку поголема храброст и јавно да истапиме против овие неболози кои што се случуваат за дискусии за нешто за кое што никој нема лиценца да донесе одлука. Како што каже и професорот Лазарев, јас ќе говорам за Македонската револуционерна организација и действувањето на Гоце Делчев. Ќе се обидам сосема накратко да го искажам она што го пишува во мојот научен труд. Генезата на создавањето на Македонското национално револуционерно движење ја представува епохата која официјално започна на 23 октомври стар стил 1893 година. Овој историски чин разграничува и сообразува две демонстранции од македонската револуционерна историја, кои има суштинско влијание врз развојот на македонското прашање и воедно врз целокупното балканско дипломатско поведение помеѓу двете светски војни. Во истата, нераскинлив дел од нејзиното описување е појавата, ликот и делото на доаенот на македонската национална и револуционерна борба Ѓорги Николов Делчев, по народот познат како Гоце Делчев, родом од Кукуш. Под геслото Македонија на македонците, надрежната револуционерна организација во период од едно десетлетие успеала да се стекне со исклучително значење за целиот македонски народ. Во нејзиното действување, неоспорно една од најважните улоги ја имал токму Гоце Делчев, кој стратешки и идеолошки извршил огромно влијание врз изградбата на темелите на формирањето на идната македонска национална држава. Евидентно е дека неговата политичка платформа не се осврнувала на аспирациите на балканските соседи, ниту на геостратешките интереси на големите сили и ги предизвикала сите заедно околу иднината на македонското прашање, што ќе се согласиме и денес воопшто не модел во прилог пред се на балканските соседи. Сето ова во подоцнешниот период се покажало погубно не само за организацијата,
туку и за судбината на Македонија. Спомените на Иван Хаджи Николов говорат за дискусиите што тој ги имал на оваа тема со Гоце Делчев, тогашен јункер во Софиското воено училиште. На овие разговори присуствувал и председателот на младата македонска книжовна дружина Коста Шахов во есента 1892 година. Впрочем, тоа се првите 5 точки од подоцна усвоената програма на револуционерната организација. Идејата била организацијата да се основа во Македонија, а не во Софија, бидејќи основана во Софија и раководена од Софија, србите, бугарите и грците ќе ја третираат како дел од бугарската власт, ќе формираат и тие такви организации и од македонската револуционерна организација нема да излезе ништо. При тоа, тие сметале дека таа треба да биде тајна. Следно, било договорено основачите на македонската револуционерна организација да се македонци, честни и да се ползуваат со добро име и да живеат во Македонија, за да бидат во постојан контакт со населението, да бидат и тие изложени на истата опасност на каква ќе бидат изложени нивните последувачи, преку кое полесно ќе ја спечалат и довербата на населението. Тие одлучиле исто така лозунгот на организацијата да биде автономија на Македонија. Тие сметале дека барањето на македонската револуционерна организација треба да се подпира на членот 23 од Бернскиот договор од 1878 година. Преку постигнувањето на автономија на Македонија, тие сметале дека ќе се постигне откинување не само од турците, туку и од србите и грците. Од тие причини, тие сметале дека, цитирам, нашата задача треба да биде да ја спасиме Македонија цела, а тоа може да стане само преку една автономна Македонија. Понатаму, тие зацртале дека организацијата треба да биде самостојна и независна, да нема никакви врски и ангажмани со владите на соседните држави, за да не ги влијат и да не обвинуваат дека орудие на некој од тие влади и со тоа да се предизвика против дејство од страна на другите соседни влади. И најпосле, тие заклучиле дека од македонците во Бугарија и од бугарскиот народ ќе побараат морална и материјална поддршка, без при тоа истите да им се мешаат во работата. Развојот на македонската револуционерна организација и незиното ширење во текот на 1894 година, кога во незините редови застануваат бројни представници на интелигенцијата и граѓанските слоеви, довеле до одржување на советувањето во Ресен во август истата година. На ова советување било утврдено дека со оглед на важноста на училиштата, за ширењето на движењето, организацијата треба да се бори во училиштата да се постават како учители нејзини луѓе, како и да се преземат општинските училишни управи. Голем поттик во ширењето на мрежата, организацијата добила со влегувањето на Гоце Делчев во ноември истата година. Во тој период, организацијата почнала да се масовизира, опфаќајќи го не само градското население, туку и селското, кое што масовно се приклучувало на движењето, со што се изменила социјалната структура на организацијата, во која што почнал да доминира селанскиот елемент. Гоце Делчев дал голем придонес во оваа насока. Тој што во времето на неговото доаѓање како учител во Штипско, во истиот период, се сретнал со Дамен Груев, кој во своите спомени ќе запише, цитирам: тогаш во Штип дојдоа Гоце Делчев и Дели Иванов. Во делото веќе имавме посветено неколкумина од еснафите. По Божик се посветија во делото и други луѓе. Делчев веднаш не остави силен впечаток со својата отвореност и честност. При првите обиди да приклучува нови луѓе, тој беше дури и претерано отворен, па мораше да го контролираме, за да не искаже нашата слабост, слабоста на организацијата. Тој постојано се стремеше да ја каже сека вистина, бидејќи сметаше од секој треба да ја прифати идејата исто онака како што и тој ја прифатил. Беше многу пргав. Во 1896 година се поставила потребата од повторно среќавање на ръководителите на организацијата со цел да се согледаат постигнатите резултати и да се дадат насоки за надамошниот развој. Конгресот се одржал за време на великденските празници истата година во Солун. Спомените на Ѓурче Петров открива
дека овој конгрес бил решавачка престапница во делувањето на организацијата, на кој што јасно била дефинирана нејзината ослободителна платформа. Според Петров, цитирам, собранието, така да се рече, беше основачко. Од тогаш датира Солунската организација, тогаш веќе беше Централниот комитет признат. Таму се истакна потребата од Уставот и правилникот. Уставот и правилникот на организацијата ги изработиле Гоце Делчев и Ѓорче Петров и истите ги објавиле во 1897 година. Едно од најважните решенија на Солунскиот конгрес било напуштањето на дотогашното име на организацијата, при што таа го добила називот Тајна Македоно-Одринска револуционерна организација, додека пак народот ја нарекол внатрешна. Евидентно е дека Делчев и Петров во Уставот на Тморо од 896 година ги зацртале трајните определби на организацијата. Истите биле јасно дефинирани и тоа на следниот начин. Начелото на политичка автономија, начелото на заслужување на својата самостојност и независност и начелото на собствен суверенитет во Македонија како на своја неприкосновена територија. Во интерес на времето би сакала само да се потенцира дека летото 1896 година покрај Иван Хаджи Николов и Даме Груев по налог на Централниот комитет биле испратени Гоце Делчев и Ѓорче Петров во Софија, каде што по разговорите со неколку врховистички раководители дошле до сознанието од нужноста револуционерната организација да има свој постојан представник во Софија. Како таков, Централниот комитет првенствено го испратиле Гоце Делчев со образложението дека како наш човек, за да ги исполнува покрај границата нашите потреби, да не испраќа весници и книги и да не држи во тек со тамошните работи по македонското прашање, но да не се меша ниту во политичките, ниту во комитетските работи во Бугарија. Причината за оваа одлука на комитетот била евидентната ситуација во која појавата и евентуалниот успех на политичкиот сепаратизам за балканските монархии ќе значеше губење на можноста пред европското мнение да се појават како единствен заштитник на своите сонародници во Османската империја, а со тоа и неможност да ги остварат своите завојувачки намери. Токму од тие причини, сите тие, но не заедно, на еден или на друг начин, сакаат да уништат македонското револуционерно движење. Во оваа смисла најповеќе работеше Бугарија. Бугарија се повикуваше на историското минуто и се чувствуваше најповикана околу решавањето на македонското прашање. Таа македонското прашање постојано го присвојуваше и истото го поистоветуваше со бугарското прашање. По формирањето на задграничното представништво на македонската револуционерна организација, како израз на потребата не само од снабдување со оружје и со револуционерна литература, туку и како израз на потребата од представување на истата и ширење на вистината за нејзиното делување и цели пред бугарската јавност и пред македонската емиграција. Ова вешто го злоупотребиле високите војни кругови во Бугарија, кои на плеките на организацијата ја развиле платформата за ослободување на своите бугарски браќа, кои успеале да се инфилтрираат и да го видоизменат автохтоното македонско револуционерно движење. Инструментот кој послужил за таа намера бил Врховниот македонски комитет во Софија, кој што иако бил создан од страна на македонските револуционерни дејци, наврку бил ставен под контрола на бугарските воени кругови. Преку него, истата имала за цел да го истисне македонското движење и да превземе целата управа над македонските револуционерни активности. Од тие причини, уште во февруари 1896 година, Делчев отворено го предупредил представникот на Врховниот македонски комитет Николаев дека, цитирам, ВМРО нема да му допушти на Софискиот комитет да се меша во македонското ослободително дело и да му прават политика со Македонија. Со одењето на Гоце Делчев во ноември 1896 во Софија биле уредени основите на задграничното представништво на организацијата во Бугарија. Со оглед на развитокот на настаните и се потвореното мешање на бугарските официјални фактори, присуството на официјалниот представник на организацијата се наметна како трајна потреба. Делчев беше првиот задграничен представник. Малку подоцна по него заминал и Ѓорче Петров
и тие заедно и покрај обидите на бугарските власти да го заобиколат задграничното представништво, успешно ги вршеле своите задачи на представување на целите и пестувањето над мором. Со донесувањето на одлуката за формирање на задграничното представништво над моро во Софија беше поставена основата за дипломатската активност на организацијата. Но втор важен момент во историјата на револуционерната организација е секако одлуката на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација за кревање на Илиријското востание од 903 година. Сепак, одлуката за кревање на востанието не беше примена со одобрување од мнозинството од раководителите на револуционерните окрузи. Особено Гоце Делчев и Ѓорче Петров, кои во тој момент биле во Софија, остро го осудиле донесувањето на одлуката за кревање на востанието. Во интерес на времето, сакам само уште да потенцирам дека покрај неколку месечните борби, Илиријското востание знаеме дека беше крваво задушено. Важно да се потенцира дека формирањето на македонското револуционерно движење од самите почетоци на подготовката за неговото образување во текот на 893-та, па сите активностите и целите кои ги постави револуционерната организација, за историјата на македонскиот народ ги представува тежечката сила и генесисот, преку кој се акумулираше желбата на македонците за реализирање на политичката партиципација во балканските процеси. Во ваква состојба македонското прашање, шансата за своето повторно реактуализирање трпеливо ја чекаше се до Асконските одлуки од 2 август 1944 година. Токму тогаш државотворната визија, која македонскиот народ ја носеше во себе за време на сите промени и судбински искушенија, со одвидлив облик го доби од создавањето на Македонија во рамките на Југословенската федерација. Во целиот период од појавата на македонското прашање и сите процеси кои што истото ги помина, во текот на општествените и политичките услови во кои екзистираше и се оформуваше, ова прашање ги разви и се бореше низ еден навистина широк спектар на можности. Почнувајќи од барањето за автономија, па се до вариациите за федерално и конфедерално конституирање, сите тие обиди имаат своје влијание кое доведе до соединувањето во единствениот антифашистички блок за време на Втората светска војна, во која македонскиот народ на заседанието на АСНОМ ја доби и првата голема битка за државотворност, при што конечно се доби со шансата за започнување на процесот на решавање на македонското прашање. Повеќе децениската борба од страна на македонското национално револуционерно движење беше длабоко проткаена со визијата на великанот на движењето Гоце Делчев, кој несомнено ги постави темелите и на високиот дострел на организацијата, кој се состоеше во ослободувањето на Македонија и во борбата за создавање на самостојна, независна и суверена држава Македонија. Оваа борба за зачувување на неговиот идеал, почитувани за македонската национална држава, трае до ден денес. Ви благодарам на вниманието.